Со оглед на тоа дека кралот на Обединетото кралство Чарлс III се наоѓа во лоша здравствена состојба, не е за изненадување што принцот Вилијам презема се повеќе одговорности, а кралските експерти сега тврдат дека е сосема подготвен да ја преземе монархијата. Откако одигра клучна дипломатска улога на погребот на папата Франциск, овозможувајќи мирно одржување на историската средба меѓу председателот на САД Доналд Трамп и украинскиот председател Володимир Зеленски, принцот Вилијам покажа дека ја разбира политичката ситуација во светот и дека знае како да го предводи темпото на помирување, дури и во најнепријатни средби. Како што забележа познатиот историчар Герет Расел во емисијата The Royal Beat Back in Time, The True Royalty TV, врз размислувањето на принцот Вилијам најмногу влијаела неговата баба Елизабета II, која, како што вели, во суштина го научила внукот и се осмелила да му го всади неопходното чувство за модернизација и реформи. Подготвеноста на принцот Вилијам да го наследи престолот е јасна од неговиот неодамнешен настап, но и од неговата подготвеност да преземе некои конкретни чекори кои би можеле да бидат тешки и судбоносни лично за него. Меѓутоа, експерт за кралското семејство за Page Six изјави дека 42 годишниот престолонаследник веќе некое време покажува знаци дека ќе биде добар владетел на Велика Британија и Северна Ирска. Златните глобуси воведуваат нова категорија да наградат нешто друго освен достигнувања во филмот и во телевизијата. Во среда, Златните глобуси објавија дека категоријата подкаст на годината ќе биде додадена на списокот награди, дебитирајќи следната година кога церемонијата ќе се емитува на 11 јануари 2026, според соопштението објавено за медиумите. Категоријата ќе препознае исклучителен и разновиден талент во подкастингот. Во соопштението се вели дека годишната церемонија на доделување награди е посветена на обезбедување платформа за широк спектар на забава, а воедно ги одразува и денешната публика и однесувањето на потрошувачите низ целиот свет. Како што светот на забавата продолжува да се развива, возбудени сме што препознаваме нови форми за раскажување приказни, изјави председателката на Златен глобус Хелен Хоен. Таа додаде дека со славење на достигнувањата на аудиовизуелното подкастирање се почитуваат традиционалните категории, а воедно се прави и простор да се чујат нови гласови и нови интернет формати. Според најавата, само топ 25 подкасти ќе се квалификуваат за оваа награда, а категоријата ќе вклучува вкупно 6 номинирани. Представник на Golden Globe потврди дека подкастите од наративни, видео, интервјуа и вести ќе бидат подобни за номинирање. Златните глобуси ќе објават дополнителни критериуми во следните недели. Комичарката Ники Глейзер ќе ја води гламурозната церемонија на доделување наградите во 2026, нејзин втор пат како водителка на шоуто, откако го имаше своето деби претходно годинава. Деветти мај не е само меѓународен ден на победата врз фашизмот. Денес роден ден слави Роберт Билбилов, роден на 9 мај 1983 година. Компонира од 12 годишна возраст. Тој е комплетен музичар затоа што продуцира, свири неколку инструменти и ги пее своите песни. Талентот го наследил од неговиот татко Хилми Билбил, кој е автор на песната Бисер Балкански. Неминовен е успехот во сегашноста на сето тоа знаење и искуство со кое се стекнал уште во детството, бидејќи тој буквално растел гледајќи го татка си, кој воедно му бил идол, како твори и како работи. Во некој интервјуа вели дека учел и од Дарко Димитров. Роберт соработувал со многу имиња. Тој е човекот заслужен за успешните почетоци во кариерата на Тамара Тодеска, на Адријан Гаджа и уште многумина други. Тој е оној кој работел на албумите на Бојана Атанасовска, на Ѓоко Танески, Сладкаристика, а на албумот на Елена Ристеска 192 свиреше и виолина.
се промовира со Крив си сам на Снежана Джеповска, за набргу потоа да извади хитови кои останале да се слушаат до ден денес. Среќен роден ден, Роберт Билбилов. Со повеќе од половина век традиција, мајските оперски вечери остануваат единствениот оперски фестивал од ваков вид во регионот и еден од најзначајните културни настани на македонската музичка сцена. Оваа година фестивалот го прославува своето 53-то издание со програма која уште еднаш го потврдува неговото место на културната мапа на Балканот. Како што налага традицијата, свеченото отворање е резервирано за нова продукција. Годинава тоа е операта Риголето од Джузепе Верди, опера која преку длабоко човечки конфликти и силна емоција ја отвора вратата кон внатрешниот свет на еден дворски шут и неговата нежна, трагична љубов кон ќерката Джилда. Улогата на Джилда ја толкува сопранот Ана Дурловски, која по повеќе од 2 децении светска кариера и понатаму и пристапува на секоја улога со внимателност и целосна посветеност.